Здраво, денеска сум во Брисел, односно овие 2 недели, и така сакав да фатам некои делови од Брисел да ги покажам да ако некој сака да ги види. Ќе свртам од другата страна камерата, но сакав да зборам нешто за што го имам прочитано во Библијата, за тоа како Исус е зборот Божи и лебот на животот. Всушност тие се напишани мислам дека на различни места, но што ме поттикна бев вчера додека шетав, има блиску каде што ми престојат. Има една голема катедрала, многу стара, 3, 4, 5 века, не знам колку стара е. И во едно место каде што не смеев да сликам, беше местото само за како определено за молитва. Со знаци да не сликаме, да не снимаме ништо. И имаше на подот имаше како издигнато едно место и таму имаше едно дрвено, не знам тоа како беше, како дрвена книга, како држач за книги, не знам, не беше многу висок, едно 30 до 40 сантими висок. И не беше ставена таму Библијата, туку беше наставена хартија, зелена хартија по двете страни како што е, нели, кога е отворена книгата. И пишуваше од левата страна пишуваше збор, пишуваше на француски, на холандски и на англиски. И од десната страна на хартијата пишуваше, нели, од десната страна, пишуваше леп. Едноставно леп, не пишуваше ништо повеќе, само тоа беше. И можеби претпоставам дека како за различни денови или различни периоди од годината дека пишуваат различни работи таму. И од левата и од десната страна имаше поставено вазни, многу малку цвеќенца, имаше поставено класија со жито, со пченица. Што многу ми беше убаво, некако како, не знам, така предизвика во мене нешто, некоја топлина, не знам како да речам. И така ме потсети на тоа дека всушност Исус е нашиот леп на животот. Така се нарекува себе си, така ни објавува во Евангелие според Јован, во 6-та глава мислам, кај што вика јас сум лебот на животот. И во друго место вели истото Евангелие по Јован во 1-та глава, кај што Јован, неговиот ученик, не Јован Крстител, вели во почетокот беше Словото, Словото беше во Бога и Словото беше Бог. И всушност тука зборува за самиот Исус, како, нели, он е главна тема на всушност она што го пишува. И за тој начин всушност тоа ме потсети на тоа нешто и како збор Божи. Што значи всушност тоа? Ние како го сваќаме дека всушност, не знам, зборот што човек или што личност го кажува. Еве да речем, пак ќе се референцира на едно место што не знам каде е, пак во Новиот Завет, во некој од Евангелијата, кај што вели Исус, што на човек му е полно срцето, тоа се излева од неговата уста. Парафразирам, ама вели од добрата ризница добриот човек изнесува само добри нешта. И лошиот човек исто така од лошата ризница на своето срце изнесува само зло. И зашто го кажувам ова, дека всушност зборот кога го кажуваме всушност го рефлектира она што ни е нас во срцето. И како кога кажува Библијата дека Исус е зборот Божи, тоа е всушност дека Исус се она го рефлектира, се она што е Бог. Бог таткото, Бог, нели, Синот и Светиот Дух, Светото Тројство, но всушност за нас нешто што можеме да го разбереме, феномен, нешто, некој поим, некоја појава, што може за нас луѓето тоа да го разбереме всушност каков е Бог. И она што всушност Бог го изговорил, она што Бог е суштината, сршта на Бог е всушност самиот Исус. И тоа, не знам, премногу големо и сигурно не му правам доволно
нели уснува, како да речам, дека можам да го искажам со целата своја величина, тоа откровение што Бог ни го дал во Исус, но може да се надеваме дека Исус ни е целосна слика на невидливиот Бог. Другото сега да се префрлам сега на левот на животот, како всушност Исус ни представува пример нас во својот живот што е запишан нели во Библијата. Како ни дава пример што всушност значи да бидеш син Божи. Како во што да веруваш, како да делуваш, што да мислиш, многу работи. Но во суштина се што она што го прави, што е запишано за него, може да се гледа многу различни аспекти и всушност тоа ни е откровение за нас, за ние да откриеме, затоа што никој не се родил од нас со знаење, или научен да речем. И така Бог всушност сака да дознаеме за него. Како може да дознаеме преку Библијата, затоа што таа нема да се смени. И запишане за секогаш да можеме да се навраќаме назад нешто ако сакаме ново да прочитаме и да чуеме што Бог сака да ни открие. И левот на животот всушност за мене е, јас како го гледам, како го поимувам се малце звучам како Гоце Делчев. За мене, ја го разбирам светот како култура надпревар меѓу народите. Исус е левот на животот, всушност со тоа се раниме, тоа ни треба секојдневно. И оно што е запишано и сега не ми текнува македонски збор за ова, депектирано, не знам, осликовено, не знам како се вика македонскиот збор. За тоа, преку тоа што Бог сака да го видиме во Исус, за да бидеме негови синови, за да знаеме што всушност кое е тоа, што значи тоа да се биде син Божи, кое е богатството во тоа нешто, кое е величината, кое е олеснувањето, кое е надежта во сето тоа, дека овој живот што е тука не е единственото нешто што го гледаме. И баш сега за овој момент требаше да се најдам таму кај ограната на крајот за да ви покажам каков е погледот од тука према целиот град, иако нема нешто кој знае што да се види, вака има само многу големи згради, што не знам ниједна од која од нив што е. Да, ова не е се. И многу ми е драго што е така, затоа што за мене не е доволно. Сакам многу повеќе и многу ми е мило што имам таа радост. Дека овој живот не е се, дека има многу повеќе, но дека можеме Бог да го запознаеме во овој живот и да се помириме со него, со вера во Исус и покаяние од нашите гревови. И мојата молитва за вас денеска е тоа да го побарате. Да ви даде Господ да го познаете, да ви дозволи да го видите. Може би не со очи, не зборам за такво нешто, туку едноставно да го видите каков навистина е. Поздрав!